имаше луѓе кои што одбија, категорично одбија да зборуваат, имаше луѓе кои што дадоа сосема малку и не сакаа повеќе. Имаше луѓе кои што нешто раскажаа, ама бидејќи не биле сигурни во мене, кажаа многу малку. После кога излезе првата книга, првата верзија беше на бугарски, пократка, кога таа излезе им било жал што не кажале се. Значи имаме многу различни нивоа на страв кај луѓето. Тие преживеле, имат тешка травма. Но сепак јас сакав прво со нив да зборувам, за да им дадам збор, така да се каже. Никој не им дава збор. Во Бугарија тоа е замолчена тема, затоа и книгата се вика табу. Тоа е тема табу во Бугарија. Дури не им плаќаат одштети на многу од нив, се обидуваат нивните животни трагедии и пресудите што ги добиле да ги претворат во криминални. Да речеме, еден типичен метод што го прават тоа е да ги прогласуваат за криминални случаи краденето на машина за пишување. Иако знаеме дека во светот нема криминалец што ќе украде машина за пишување. Тие се крадеа со друга цел да се пишуваат летоци без да може да бидат фатени луѓето што ги пишуваат. Тоа беше целата идеја. Ама тоа намерно сега го представуваат како криминален случај, кога тоа не е. И многу такви други работи, дискриминација, навреди, одбивање, да се признае дека дури биле дискриминирани овие луѓе и така натаму. И сакав затоа на нив да им дадам збор. Тие да